На самиот почеток сакам да потенцирам дека во извештајниот период, поточно во јули 2018 година, после 3 години укажување и барања на народниот правобранител, конечно беше оформен тимот на Националниот превентивен механизам со 3 правници, чиј мандат е да вршат превентивни посети во местата каде што се врши или би можело да се врши задржување и лишување од слобода. Во текот на извештајната година спроведовме вкупно 42 превентивни посети, од кои 11 посети на полициски станици и затвори и 31 посета во местата на сместување и задржување на мигранти и бегалци. Покрај ова, спроведовме едно истражување за степенот на почитување на правата на странските државјани кои издржуваат казна затвор во Казнено-поправниот дом Идризово, за што беа спроведени 2 наменски посети на овој установа. Од посетите на 6 полициски станици за гранична контрола и граничен надзор, Белановце, Пелинце, Михајлово, Стар Дојран, како и полициските станици за гранична контрола на аеродромите во Скопје и Охрид, констатиравме лоша инфраструктурна поставеност, недоволна информираност на полициските службеници за прашања од областа на азилот, слабо познавање на методите за идентификација и упатување на ранливите категории, што представуваат главни индикатори за можен ризик од нечовечно и понижувачко постапување спрема лицата кои се задржуваат или пак се лишуваат од слобода, вклучително и бегалците и мигрантите. Тоа во пракса значи, доколку се најде на непридружувано дете или пак лице потенцијална жртва на трговија со луѓе или друга ранлива категорија, наместо првично профилирање и идентификување на нивната ранливост со страна на службените лица, како и вклучување на мултидисциплинарен тим, на начин како што тоа налагаат стандардните оперативни процедури, истите или се депортираат или пак се задржуваат во прифатните центри. Изразуваме сериозна загриженост за нецелосната имплементација на препораките на Националниот превентивен механизам по извршените посети на полициските станици во насока на подобрување на материјалните услови заради елиминирање на ризиците за нехуман и деградирачки третман спрема задржаните и лицата лишени од слобода. Констатација е дека состојбите и натаму во голема мера остануваат непроменети, што впрочем беше нотирано и при посетите на новите полициски станици во овој извештаен период, меѓутоа и од одговорите кои ги доставија надлежните органи, во кои неспорно произлегува дека органите начелно ги прифаќаат препораките на Народниот правобранител Национален превентивен механизам, меѓутоа во пракса не ги спроведуваат. Особено не се спроведуваат оние препораки чија што имплементација е поврзана со обезбедување на финансиски средства, што од аспект на мандатот на Националниот превентивен механизам е неоправдан. При посетите во казнено-поправните установи затвор Гевгелија и затвор Тетово, за жал од аспект на мандатот на Националниот превентивен механизам, констатиравме дека осудените лица ја издржуваат казната затвор во услови кои не ги задоволуваат нити минимум предвидените стандарди, а нефункционалниот систем на здравствена заштита уште повеќе го оттежнува издржувањето на казната затвор. Во затворот Тетово, поради нехуманите услови за престој, со наредба на Министерството за правда е затворено притворското оделение. Од друга страна, условите не се ништо подобри ниту во притворското оделение во затворот Гевгелија. Меѓутоа, ово оделение и натаму функционира. Огромен сериозен проблем, а тоа е оддалеченоста на бајната од објектот каде што се сместени, односно, за да може да ја користат бајната, осудените лица мора да го поминат дворот на затворот, затворскиот дом и да отидат во друга зграда, што представува сериозен проблем и штетно влие на нивното здравје, особено во зимскиот период кога температурите се многу ниски. И во затворот Тетово, и во затворот Гевгелија има недостиг од стручен кадар, особено во затворската полиција, каде што нема службено лице од женски пол, што представува навистина сериозен проблем, во услови кога треба да се изврши претрес на женски лица, без разлика дали се работи за посетители на некои од осудените лица или пак се работи за притворенички.